Почитувани граѓани, почитувани медиуми. На денот на сесловенските браќа, просветителите Свети Кирил и Методи, гордост е да се истакнат политиките на СДСМ за зачувување, унапредување и афирмација на македонскиот јазик како темел на македонскиот идентитет. Македонскиот јазик денес е признат во целиот свет, потврден со личната карта на нашата татковина во Обединетите нации. Пред 2 години, токму владата предводена од СДСМ, 5 мај го прогласи за Ден на македонскиот јазик. Во чест на 5 мај 1945 година, кога е усвоена азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо. Годинава, токму на 5 мај беше промовиран и дигитален толковен речник на македонскиот јазик со над 100.000 зборови. Јазичното богатство е уште едно сведоштво за различноста и посебноста на македонскиот јазик во словенскиот свет и за неговата автентичност на светската листа на јазици. Донесен е и нов закон за употреба на македонскиот јазик, кој опфаќа негова заштита, унапредување и збогатување. Владата усвои мерки за унапредување на состојбата со македонскиот јазик, кои предвидуваат афирмирањето на македонскиот јазик на странските универзитети, како и фонд за поддршка на изработка на научни дела посветени на македонскиот јазик. Ја продолжуваме и поддршката на голем број книжевни дела од издавачката дејност на Институтот за македонски јазик, како придонес за збогатувањето и унапредувањето на македонскиот јазик. Ова 2021 година е во знакот на 100 годишнината од раѓањето на великанот Блаже Конески, како најзаслужен за утврдувањето на македонскиот стандарден јазик. Токму, во чест на Джинот од Небрегово, ова одбележување е дел од календарот на важни меѓународни јубилеи поддржани од страната на УНЕСКО. Станавме членка на НАТО како македонци, кои говорат македонски јазик. Само со загарантиран македонски идентитет и македонски јазик може да станеме и членка на Европската унија. Ви благодарам.